Добро, бре, дете, бре. Добро, кажи ми, зошто ми го чиниш ова што го чиниш? Срам ми носиш. И мене, и на твоите браќа срам ми носиш. Аман, мој мајко. Не мешаме мене во овие работи. Јас од ништо и од никого не се жалам. Мојата работа си е моја, неговата си е негова. Оти, мајко, си го арчиш муабетот, кога знаеш дека нема да те послушам. Да сакав да те послушам, одамна ќе те послушам. Ама, мајко, не лути се толку. Вистина е крадец и арамија. Ама сепак треба да се гордееш со него. Ова е многу. Да се гордеам. Не можам да те слушам. Да се гордеам со крадец. Епа, ќе се гордееш, мајко. Оти и јас сум прв во занаетот. Сум украл се што сум сакал, сум украл. Ме фатил некој, не ме фатил. Моите браќа си се први во занаетот, така си. Ама и јас сум прв во своја занает. Со браќата ти се гордеам. Зашто се први во својот занает? Едниот ги прави најубавите алишта, едниот најубавите чевли. Дури од дворецот бараат од нив алишта и чевли. Ама, што да кажам за тебе? Ајде, кажи ми, што да кажам за тебе, а? Епа, ќе кажеш дека и јас сум прв во занаетот. Ова не можам. Не можам да го слушам, не можам. Леле, среќа, што татко ти не го дочека овој срам. Среќа! Мајко, слушај што ќе ти кажа. Јас многу време губам, слушајќи го ова. Ти зафати се една иста песна да пееш по цел ден. Остави ме и мене, и брат ми, и него. Нека си работи што мисли дека е убаво. Нека си работи. Еве, јас немам ништо туѓо во животот земено. Ама тој си е таков, мајко. Таков се родил и таков е. Ете, мајко, и јас немам што повеќе да кажам. Јас работа си имам. Калфите и чераците ме чекаат. И мене раката не ми фаќа, ама ете, тој се родил таков. Ајде, одете се сите, одете се. Јас си мислев вие, како постари браќа, како поумни, како домакини, ќе му зборувате, ќе го поучите. Ама, сме го учили, мој мајко, не еднаш, 100 пати сме го учили. 100 пати сме го учили, што уште да го учиме? Тие ме учеле, мајко, ама јас ништо не слушам. Слушајте сега, јас отидов, имам многу работа. А вие, ако сакате, учете се, поучувајте се тука, ајде. Го слушате ли? Шега се бие со несете. Држете ме, оти сега ќе го отепам. Држете ме, ќе го отепам, дете. Не можам да се изначудам дека во моево царство имало такви мајстори. Мајстори над мајсторите. Толкова убаво да си го знаат занаетот. Арно што ми кажа за ова работа со ветникот. Дебек чул, сирачиња биле, саде со мајка, ама занаетот ептен салам го знаеле. Море, арно сторив, што ја викнав мајка им, та да ја распрашам за овие работи. Така, арно, велат дошла, чека да ја викнам. Ајде, да ја викнам, поарно со неја збор 2 да скрстам. Ајде. Мајче, дојди, влези. Повели, за победа и честити, царе. Мајче, Повели. не бој се ти,
Јас за лошо не сум те викнал. Оти јас ништо лошо не сум сторила. За Арно те викнав. О, Мајче, ај седни си троа до мене, муабет сакам да си чиним. Не, бој се, ти реков, седни си убо, човечки, Да. еден муабет да си чиниме. Како што ќе заповедаш, честити царе, така нека биде, ќе седне. Така. Сакав да те распрашам нешто од советникот. Чув дека во моево царство имало мајстори над мајсторите, устабаши, што занаетот ептен убо си го знае. Тие биле твои деца. Мои се, честити царе, ама тоа што се големи мајстори, тоа си е од Бога. Не, оти, јас сум ги родила толку големи мајстори да бидат од Бога си е тоа дарбина. Честити царе, јас за ништо не можам ниту да се пофалам, ниту... Добро, сега ми спомна советнико, што занаети има... Моите синови, нека ми се живи и здрави, сите тројца се мајстори на својот занет. Тројца? Сите тројца. Како рече тројца? Јас знам дека се двојца. Тројца се. И со поголемиот и со помалиот. Можам да се фалам и да се фалам и уста да не затворам. Едниот ми е мајстор за алишта, кројаче. Едниот чевлар е и најубај чевли прави. Знаеш, честити царе, и кај тебе во дворецот права такви. Можам да се фалам, уста да не затворам. Така. Ама... Што? За најмалиот... Што занает има тој сега што го спомна? И тој си е мајстор, ама сето тоа си од Бога. Не, чекај, се си од мајстор, Бога, не од мене. На кој занает? Не. Има занет, ама не работи. Занет, ама не работи. Честити цар, дали... не работи, а печали, заработува. Чекај сега, бре, мајче, не можам да те разберам. Како има занет не работи, а печали заработува, како? Тоа сакам да кажам, честити царе. Тоа сакам да го кажам дека тој е мајстор на својот занет, не работи, а заработува, не знам како да ти кажам, честити царе. Кажи да не бој се, кажи што занет, што работи, што не работи. Тој е честити царе крадец. Вистински крадец. Арамија? Баш Арамија? Вистински крадец. И што може да украде? Се плашев ова да го кажам, честити царе, да не се налутиш, па и другите двајца синови, што никогаш раката вака не им фатила, нешто лошо да не им направиш. Затоа многу се плашев да кажам, заради постарите синови, големи домакини се, го учат, и јас го учам, му зборувам, ама не му фаќа умот, не сака да послуша, вели, јас сум си мајстор на занаетот, не сака да послуша, честити царе, ама за ништо не сме виновни, ниту двајцата синови што ги имам постари, ниту јас. Не бој се, ништо не им правам јас, ниту на синоите, ниту тебе. Ама ова сега што ми рече за најмалиот, рече бил Арамија и тоа баш Арамија. Може ли да украде се, а да не го видат и да не го ватат? Па до сега така беше. И вака ќе направиме, мајче, сега. Лели ми го кажа ова. Ти ќе му речиш на овој твојов, најмалиов, Арамијата, што го рече,
рече. Да може да укради од дворецо мој нешто, а да не го ватат. Ако не го ватат, богато ќе го наградам. А ако го ватат, ќе го погубам. Разбра, мајче, али не разбра? Толкува ми беше. Разбрав, ама немој, честити царе, немој. Зошто овде во дворецот, овде чувар, вака сте ги наредили, немој, честити царе, зошто да го погубуваме? Вистина, такво е, дете ми е, жал ми е, честити Ама царе. ако е Арамија и то баш Арамија, треба да може да укради таму кај што чуваат. Тогаш, ако укради, ќе му речам аферим на занаетот и богато ќе го наградам. Ако не, ќе го погубам. Мајче, ајде, оди и утре да дојдиш кај мене, да ми кажеш шо било и као било. А и моите ќе ми кажат. Ајде. Така, значи, а? Така, како што ви кажам. Ајде, кажете сега, кажете што да правим, а? Мој мајка, јас не знам што да кажам на ова нешто. Можам само да благодарам што не се налутивате за нас двајцата. Тоа се плашев да не се налути за вас двајцата. Брате, главата ти е во твоите раце. До сега ти е убаво ти фаќа, сега нека ти е со среќа. И мајко, немој повеќе да не викаш за вакви работи овде, да ни го губиш времето бадијал. Јас не знам. Си има глава и нека мисли дали му е арен за наетот или не. Абе, јас не знам што е тоа што толку вас бе за сега. Тоа си е моја работа и јас ќе ја завршам. И што велиш, што рече царот? Да украдам од дворецот што и да било. Така рече, така. Што и да било, само да е од дворецот. Добро, тој толку ме мисли будала. Што и да е? Што и да е? Добро, така нека е. Како така нека е? Ќе крадеш? Синко, немој. Немој, ќе те фатат. Ќе те фатат, ќе те погубат, синко, ќе те погубат. И мајче, како ти се синовите? Здрави, живи, секој по својот занает. Честити царе, секој по својот занает. А оно е најмалио што требаше да... Најмалиот и тој по својот занает. Ама... В мене, честити царе, со другари се собрал таму и јадат, пијат се, честат со... Што де, кажи, не бој се. На пастрма некоја. А од каде им е пастрмата? Па од кај тебе, честити царе? Така ет, мајче, така ет. Сабајлево ми кажа мене. Кога сакале да готват пастрма со граф, пастрмата ја немало. Ја има, честити царе, ја вмеана. Знам, меана ја украл. Добро, така нека е. За ова работа зборо што сум го дал, ќе го одржам. Еве ти едно тие се пари. Земи го, мајче. Јас бев жива умрена од стравој. Јас сум цар и зборо го држам. Јас се плашев дека и мене ќе ме погубиш и син ми. Не. Слушај ме убаво што ти велам. Земи го, тоа што сум го ветил, ќе го исполнам. Јас сум цар и зборо го држам. За казнување имам јас тука на дворецов, кого да казнам. Туку слушај ме сега пак нешто друго. Лели е таков Арамија, сега вака ќе направиме. Ќе му речеш ти вака, да го украде конјот мој. Ако успее да го украде, а да не го ватат,
ќе му дам 2 кесиња злато. Ама ако го ватат, ќе го погубам. Толкова. Појќе муабет не правам. Ама кај може... Мајче, реков и не порекнувам. Ајде сега. Оди си слободно и ич не бој се. Се ли е во ред? Север, север. Ко што сум го дал зборот, еве ќе го одржам. 2 кесиња со злато. И нека му се алал и парите, и коњо нека му ја алал. Со алал да го јава. Ме налути со ова што ми го украде коњот, ама ете, бил мајстор. Не лути се, честити царе, не лути се, ама ти така сакаше. Твоја заповед беше, ова, ти честити царе бараше конјот, да го украде, не лути се. Добро де, мојот збор назад не го враќам. Тоа што сум го рекол, еве, го сторив. Сега слушај ме уште нешто, мајче. Ке му речиш на оној твојом, најмалион, Арамијан, да ја направи се ова работа. Што? Прстено од царицата, што и стои на прсто од раката, да го украде и да не го ватат. А ако го украде и не го ватат, царски зет ќе го сторам. Ќерка ми за жена ќе му ја дам и половината царство ќе му го дам. Ама ако го ватат, готово. Ќе ја загуби главата. Честити царе, те молам на колена. Мајка сум, каков е, таков е. Дете ми е, зошто да ја загуби главата? Немојте такви работи. Кај се видело? Кај се видело од прстен да се земе? Еве, клајте го в затвор. Цел живот нека седи таму в затвор, затворете го, заклучете го, да не украде веќе ништо во животот свој. Ама ова ова не треба да се бара, па главата ќе му отиде, честити царе, не. Реков и мојот збор назад не го враќам. Разбра, али не разбра. Разбра. Тоа што го реков, тоа ќе го направам. А Разбра. сега, ајде оди и кажи му го ова.
колку пати треба да ти кажам? Слушна или не слушна што рече царот? Слушна и знам дека ќе биде тешко. И? Знаеш што, синко? А да си побегнеш ти од овде, а? А кога може онака да ти фаќа раката, кога можеш онака да крадеш, зошто пак да не можеш да си побегнеш, да си фатиш туѓина и да не се враќаш? Ја, и да признам дека не ме бива. Не. Леле, не му иде уво. Прстенот. Разбра? Арно, ама кажи ми, кој може одрека да ми го земе прстенот? Ами, кој можеш ти да го чуваш? Ајде. Царице, оти спиеш, ти реков да не спиеш. Не спијам де. Царице, дај ми го ти прстенот мене, па ако сакаш, спи 3 дена и 3 ноќи. Оти тој ќе го бара кај тебе, не кај мене. Тоа е измама, царе, измама. Не се договоривме така, нели? Ако, со арамијата арамиски. Дај прстенот, царице. Мајче, кај ти се синовите? Честити царе, секој по својот занет. А најмалоно? И тој по својот занет. Не лути се, честити царе, ама ти така сакаше, ти така заповеда и... Не се лута, мајче. Тоа што го реков, тоа и ќе го сторам. Реков дека ако го направи тоа нешто, ќе го сторам царски зет и половината од царството ќе му го дадам. Така.
Сега ќе појдеш ти дома и ќе му кажеш до вечерва да биди кај мене. Ама како царски зет и овој занает појќе да не го ваќа. Честити царе, немој да се шегуваш со мене и со... Ај не знам дали принцезата ќе го сака таков каков што е. Јас ќе го сакам. Ама ако не го работи тој занает. Слушна, мајче, Слушнав. тој занает појќе да не го работи. Ќе му кажам, ќе му кажам, И царски зет ќе се стори. ќе му кажам.